Голема толпа на луѓе, верници се собраа на ден Спасовден, Вознесение Христово на крстот кај село Очипала. Овој крст за жителите на ова село е од големо значење. Крстот постоел уште од многу одамна, неколку децении наназад, но пред 4 години жителите решиле да го обноват овој крст, да го зазидаат со големи камења. Веќе 4-та година по обновувањето на крстот. На ова место, на ден Спасовден, жителите од ова село поднесуваат курбан и прават голема гозба за присутните кои дошле на овој крст да се помолат за спас на својот живот и животот на своите блиски. Се палеа свеки за здравје. Свештено лице ги благословуваше и миросуваше верниците и се кршеа погачи што домакинките ги подготвија и нарекоа за овој ден Спасовден. Горди се жителите од ова село за овој собор што го организирале самите тие и што овде, на ова место, кај овој свет крст, се собираат голем број на луѓе, но не само од село Очипала, туку се собирале и од околните села и од градот Делчево. Ова село се вика село Очипала, по неколку години по раселувањето се од индустриализација на Југославија или некогашна Југославија и ние сите се раселихме по Делчево. Видовме дека и у Делчево работата ни беше добра, некаде лоша. На крај крајава туа се собирахме со песна и оро, беме само 3-40 куќи. Сега веќе имаме многу и сите тука дојдеме како на една средба. Многу добро дружење, добро пиење, добро јадење и добра среќа и здравје на сите, па и на вас. Фала ви што се дошли да ја видите ова место, па нека чуе и некој друг наредната година ќе дојдеме поголемо, секоја година се зголемуваме, повеќе и повеќе сите земе да се упознаваме и така и повеќе ќе го направиме за тоа што сега е почеток, трета година како се збираме, поти 20 и неколку години не се собираме тука, иначе се збираме по 4-5 пати у годината. Митроден, Спасовден, Петровден, многу Илинден, на сите празници тука доаѓахме, ама сега малку поредко само Спасовден и наредните години, додека сме живи, ќе се трудиме ево тоа дружење да го направиме добро. Сакаме да изградиме манастирче малку тука,
Ама, што знам, малку да има кој да не подорганизира, ние не е проблемо да го направиме, него организацијата ни фали и тоа сигурно ќе го успееме полека. Иначе не може да се познаваме, од 10 сме рода, фала Богу, 50% не се познаваме. За постоењето на овој крст сведочат постарите жители на ова село, како и жителите на поблиските села. И тогаш се собирале многу луѓе, се сеќаваат тие, но не само на Спасовден, туку на повеќе празници во годината. Во разговорот тие се навратија на спомените на животот, кога тие биле млади, кога се мажеле и кога се собирале токму на ова место. Баба Елена, вие сте една од најстарите жители овде во Чипала. Кажете ни од кога постои овој крст овде и по кој повод се слави? Ја не мога да знам од кога е постојала, ти викам. Јас сум родена во Вртисловца, сум тука донесена на 40 дена. И од тогаш постои крст? Од тогаш си постои тоа, од кога сам разнаела, јас постои тоа крст. А од кога се собираат вака на Курбан? Се собираме на Ѓурѓов ден, на Света Тројца, на Спасов ден. Тука се собираме на црква. На Преш Сајатова кумовето со сиса почна таа година. Лани и полани, лани и сега. Кумове, а на Преш си ние даваме курбање, си даваше газите. Ние сме давали курбан, тројца или двамина се договориме, направиме курбан тука и си го плаштаа после, кога раздарат. Стават ператнико настрет. Котлите и се изокол наокол паниците ги стават. И црпат, сите паници ги напънат и после кој иска да даде некој динар. Кој не иска, газът си купил. Од Чипала ние се собираме тука. Од други села не доодеа тука. Сега се почнаа това, тие 2 години, 3. Напреш не доде, а ние се собираме селото тука. И тие си даваме курбање. А други од друго место не са доодили. Заколеме јагниште на Ѓурѓов ден. И целото село, ма тогава много имаше каши тука. Собереме и се цело јагнето касие и го туриме у тепци и испечеме го. И го донесем тука. Сите. И го после раздали. Ој колку раздадло носи го однесе. Па дома си јапне. Раздаваме си тука, само јагнето се го туриме и испечеме го на утепци. Под вршник. Друго што се носи? А? Друго што се носи? Царевица, баница, погачи. Това носиме тука. Секоја фамилија, значи секоја фамилија си носи? Па секоја си носиме, ние си носиме јагне, царевица сам си измила, баница сам си разсукала, погача, по 2 погачи. По 2 погачи носиме. Това отзаде не се викаше. Отзаде, што го носите? Цадилниците? Цадилка се заденеме, со цадилка заденеме и погачите. Не може да донесеш ти инак. А баницата на пупештир, па подрка тука ставиме. Немаше автомобили тогаш да О, немаше ни магариња, камо ли автомобили. Немаше ни магариња. Народ се. Ние сме од тоа село там. Тогај пешки. Заденала си торбата, садилката, паниците, па и курбано носиш, па се отплисне, па те направи бербат. Кога сме били момички, ние на Аранџелов ден идеме снег ток. Братја имам двојца. Ријат снего и одиме на црква. Се сме на црква. И тамо нема свирки и тако. Песни. Наредиме се на песни по 3. 3 ние и си запоеме.
и си запоеме песни, ора и някой с темене дърли там, дърла, ама ние си на песни повече играме. И много свет спира аз, много свет. И сега се ожених, кой идех в учителица. Сега и това ще ти кажу. Ойдеш? Главници ми додиха, 3 пъти ми главници дойде. И сега трябва старите да дойдат. Старите да дойдат. Главниците, они какво кажат? Арно, ама язика, ресува мербенино. Дойдох, мама, снаи 2 имам, ойдоа на задушници. А ние на пазар дойдоме. На задушници дойдоме на пазар с братучетка прва. И завъртова ми си ойдох, отбегах си. Они на задушници, а я си фанах. Ойдох, запоя от товерите от тука, то до дома. Леле, може. Леле, малко песни. И мома возят Ушинково идех, па там се собирало беше, собирало. Па се начемена. А па девер ми, най-старият девер, що ми е, Митко се вика, е тръва. И е тръва па имам една груба, а тази Зора се вика най-старата. И она вика, не си грешила, погодила си, вика. Ердженино вика, погодила си. Жетени, како се живееше тогаш? Много. Хубаво си много живееме. Еле ти кажувам. Ама по 200 брави овци, кози, говеда. Има сене, свекръва имам, свекор имам, девере сме, 7 девера. 6 и момчето мое. 7. Една золна, само една золна. Една ядене, она леп, че меси, тая че сука по 2 зелника. Децата си наредиме, ние кажем, травите. Наредиме си децата на софрата, а мъжето на масата. По 10 кори зелнико, по 10, по 12. Това е много сме. Или за на жетва, че ойдеме. Па, че ойде та, че готви едната, я чия вода да докара. Нема вода. Она че меси лебо, че фурната и млекото ти изпие. А свекор ми ти крене с стоката, че го изпратиме, че му туриме един комат леп в джеп. И сирене. И част я дое ручок има, част докара овците, ручок си има, на него ручок. Ние одесеме на жетва до ручок. Ручок изжнува вечера по 4 пъти. Ядеме по 4 пъти. Ама какво се готвило, не знам. Сега тая, която готви сабалето, ще готви вечерата. А свекръва ми дома, чиде на градината, че вади градината. Че до градина дома си седала и си измислила ручок. Кога го е направил? Айде, невесто, че това и това че направиш ручок. Вечера. А ручоко си измисли миника. Че даде мое свекор, ягне. И че даде вучами. Че даде нения свекор. Че даде 3-4 ягнеща. Че си направи ручоко тамока. Или баници по 2 погачи. Оти не може да изреди цена погача. И баница не може да изреди. А после ще се раздаде и курбано. Раздадат. Кой не може да иде? Жената, кой не може да му иде на църква, мъжът е дое само курбано ти вземе. Кой не може да даде курбан, парите плати. За курбано кой нема овци. А ние тие, що сме богати, що имаме стока, наред си даваме. Без курбан не е било така те. Збиралище. Ана Дюрдовна сами. Сети газ да си носи пешено ягне село. Село че го отнесеме. Пък си ги премениме тия деца. Па тока шенки така. Ама сеткайно се плетено. Сеткайно се плетено. Наткала съм бърднички на децата и съм направила панталонки, машкото, а женското фастанче. Едни убави, това да ги сликаш, тогава има слики, нема. Да се нервираш, ама. Ние беме свети, децата беарни. От дека съм, я ми си штука, съм го наносила всекой ден на доктор. Тамо по чист въздух, като му вързи люлька, пак като запогой тая поста, тая нива, това дете го манда ветер, оно спие цял ден.
Кажете ни салото кога, што се носи највеќе на Всичко се носи. На много години празникови, Хвала, дека жива и стигнати здрава да си. Бароске, Да ќе стигнеш. Чекай. Носише сирење, сине. Носише ракија. Носише курубан. Носише баници. Носише се што има дома што си преносил на вечерата, се носи. Оти деца си поведеме, мамо ношле това, носам, мамо това ношле, носам, мамо това ношле, носа. Се носиме. Колку години поред идете овде на Спасовден? 3 години. 3 години, точно 3 години. Она деаго. 3 години. Ние 3 години. Образовали? Да. Ја 2 пати до ода. 2 пати до ода. Sad 3 години. Лани, ја 2, а она 3. Лани не сам доодила, а сега съм дошла. 2 пъти сме доодили и много убаво е. Да сме здрави и живи за много години. Некогаш се собирахме на сите празници, на Ѓурѓовден, на Спасовден, са като са. На сите што са празници. И това е убаво старинското, па се фанеша, туа играша, поеша жените стари. И те са подновуваме така. Еден од жителите што го обновил овој крст, што придонел за неговото осветување на Спасовден, е Дедо Страшо. Секако заслуга има и неговиот бел конј, со кој ги носеле големите камења, со кој бил засидан крстот. Големата атракција за овој ден беше пристигнувањето на Дедо Страшо со својот бел конј, причекувајќи го останатите со музика. Да кажеме добар ден на сите гости соборџии и да ја кажеме добре дошли у селото Чипала. Кај крсто за старо време што е бил и беше крсто заоставен за 30 години, крсто работи 2-3 година, крсто го јас изидах и за това сам популарен, славен, причекан со музика, со конида и завршувам 3 година доста е и честитам на сите добре дојдени луѓе да ја опрости Господ на сите греове. И ще у Господ веруваме, у друго ништо. Нека сме здрави и живи да доождаме, да славиме и вие да има што да кажувате на народо, да пречеквам убавини. Кажете ни, знаете ли од кога постои овој крст? Па това е од векове постанало, па са го тука го беа буднали крсто за некое злато. Па немаше камење, ние со коно докарваме, затоа го и коно докарвам тука да приде, оти има и он дел тука. И затоа сме горди, многу сме горди, те сме горди за това време, почна да врне малку да веруваме, али нека сме здрави и живи, па и ние и вие.
дека е крстот за здравје. Јадењето, пиењето и дружбата меѓу жителите и сожителите беше главниот дел од овој настан, но секако ни изостануваше и музиката и орото. На крајот ни силниот дожд, што велат жителите е присутен секоја година на овој ден, не ги спречи соборџиите да заиграат на големата ливада околу крстот обречен за Спасовден.